Чистата животна средина се почесто станува реткост во некои модерни општества, а желбата за свеж воздух тлее кај секого. Група млади ентузијасти веќе известно време на креативен начин ги анимираат скопјани да се погрижат во подобрување на здравата околина, а воедно со тоа даваат придонес во раззеленување и разубавување на метрополата. Не случајно нивната кампања го добива името Дотерај го Скопје. Разговаравме со Атанас Димитров, еден од основачите на проектот. Дотерај го Скопје е проект кој што се спроведува од страна на јавна соба со поддршка од кампањата Мрдни со прст. Инаку како концепт е нешто што веќе подолго време се размрдува кај нас. Главната идеја на проектот е да се охрабрат граѓаните сами да ги решаваат тие, да кажам, малски соседски проблеми со кои што секојдневно се среќаваат. Тоа што ние веќе го направивме се некои 30 на акции заедно со граѓаните на Скопје, каде што разубавувавме и саниравме на мали начини со мали интервенции, со садење на бршлен. После сите овие интервенции граѓаните ќе продолжат да се грижат за овие простори и ќе продолжат да вложуваат свое време и енергија за тие да бидат поубави. И сега да објасниме малце подетално, значи за оние кои што сакаат да се вклучат во вашата кампања, што треба да направат? Многу едноставно, се што треба да направат граѓаните од Скопје кои што се заинтересирани да се вклучат е да не следат на нашата Facebook страна Дотерај го Скопје или да посетат нашата веб страна error501.mk и таму да ги пријават сите тие јавни локации кои тие сметаат дека можат да се разубават. Каква е групацијата? Кој најчесто се пријавува на акцијата? Значи тоа не се само млади, профилот на луѓе кои што има заедно со нас садено е толку шарено лик што ми е тешко да дадам дефиниција, од режисери, преку сликари, преку дечиња и вработени од детски градинки. Организаторите сакаат на проектот да му дадат и една забавна нишка, па така во тек се подготовки за фестивал кој ќе се случи идниот месец. Сите граѓани кои што учествуваат на нашите акции ги викаме и сметаме дека се урбани херои. Сакаме да искажеме почит кон сите овие граѓани и тоа ќе го направиме од 1 до 3 септември во јавна соба каде што ќе се одржи фестивалот Дотерај го Скопје. На тој фестивал ќе бидат представени сите кои што учествувале до сега на акциите со фотографии, со други материјали. Се надеваме дека оваа идеја не само што ќе прерасне во навика на жителите на Скопје, туку дека ова зеленино ќе се прошири и во останатите градови од државата.